Со мене во студиото е господинот Емил Крстевски, мој поранешен колега од еднаш новидар, секојаш новидар Емил, а денеска директор на архивот на Република Северна Македонија, државниот архив. Еве, добро утро и официјално. Она што ја одбележа, да кажам, викендот, минатата недела, а и оваа недела би рекол, е државниот архив по повод 150 годишнината од раѓањето на Гоце Делчев направи една голема изложба, која што на крај се претвори во централен настан, бидејќи председателот Пендаровски, до душа тој настан ќе остане запаметен по она што беше после излегувањето и така, ама тоа е една неубава епизода, но изложбата се претвори во централен настан во одбележувањето на 150 годишнината од раѓањето на Гоце Делчев. Ајде малку повеќе за изложбата, Емил. Државниот архив како институција има надлежност, значи да ги прибира, да ги чува, да ги селектира и да ги превенира сите документи, историски значајни документи што се оригинални, се разбира, што се однесуваат на нашата историја, на нашето минато, култура и традиција. Во тие рамки државниот архив и го оправдува епитетот дека е еден од главните столови на нашиот национален идентитет. Ние во нашата програма имавме зацртано да ја организираме оваа изложба по повод 150 годишнината од раѓањето на Гоце Делчев и ја работевме неколку месеци. Тоа беше навистина макотрпна работа, бидејќи се копаше по депоата на државниот архив во Скопје, во централниот дел, потоа во Штип. Ние имаме неколку депоа, бидејќи Гоце Делчев работел и функционирал и во Штип, и во бил учител и во Ново село и така натаму. Имаме доста документи во тоа одделение, бидејќи државниот архив има 9 одделенија низ целата држава. Сметам дека ова беше достојно одбележување на 150 годишнината од раѓањето на Гоце Делчев. Имавме десетина паноа, големи паноа со многу документи, тие беа тематски поделени. Се почна со нешто од таа атмосфера, еве, да, и од посетата на Пендаровски, така, ќе видиме нешто. Пендаровски беше покровител на бевме во контакт со председателот на државата, беше покровител на оваа изложба и тој имаше одлично обраќање, многу добро обраќање, со многу интересни и поучни пораки, би рекол, за односите меѓу сега актуелните односи со Бугарија. Меѓутоа и за она што значи, кој е личноста Гоце Делчев и зошто е битна, значајна за нашата историја. Во таа изложба се прикаже, имаше и неколку новитети, мислам, нешто што досега не беше некои документи и така натаму. Таа инаку се темели на долги години проучување на работата на Гоце Делчев. Има многу години поминати во турските архиви, мислам, наши истражувачи со децении наназад и така натаму. Меѓутоа и Пендаровски во говорот, а и вие велите дека има уште да се истражува. Што има уште да се истражува? Видете, никогаш историјата никогаш не завршува тоа истражување, особено кога се враќаме назад во минатото, бидејќи и до ден денеска ние работиме со приватни иматели кои ни носат, ни даваат документи од нивни дедовци, прадедовци, кои останале негде во визбите, во куќите и кои се корисни за нашата историја. Например, ние имаме документи овде што ние имаме 41 писмо од оригинални писма од Гоце Делчев кои се подпишани со псевдонимот Ахил. Тоа се кореспонденции со негови пријатели, негови соборци. Потоа имаме личности со кои соработувал, едно пано, негови соборци. Имаме доста материјали што наши истражувачи, што велите вие, биле во Софија и во Истанбул, се разбира, во Турција, кои многу ни користат и ни значат за нашата историја и за градењето на личноста на Гоце Делчев како еден од организаторите на македонското револуционерно движење и за националното ослободување и за создавање независна држава, впрочем. Негде закачив во изминатиот период, вие имате постојан повик или сега наново го распишувате, би рекол, за луѓе кои што поседуваат лични архиви, кои што имаат за значајни личности од историјата на Македонија и така натаму, да ви се обратат, да ве контактираат за евентуално депозитирање на тие документи кај вас во архивите. Да, точно, има таква акција и таа се повторува. Пред 2 години имаше една таква акција и сега повторно ја
спроведовме, бидејќи луѓето не знаат понекогаш дома што чуваат, што имаат, што е тоа се вредноста вредни на тоа, работи, да. вредни работи кои се битни, кои можат трајно да бидат зачувани во Државниот архив. Истиот тој апел го упативме и до нашата дијаспора. Заедно со директорот на Агенцијата за иселеништво потпишавме и договор и направивме еден таков апел, за да можеме да прибереме што повеќе материјали за што се однесуваат на Македонија. Што ќе се случува понатаму со изложбава? Таа е 10-20 дена ќе биде уште овдека изложена, Да, ќе биде во Музеот на македонската борба, кај што беше отворена. Меѓутоа после планираме на почетокот на април веќе договоривме незино поставување во Нови Сад, во музеот и односно архивот на Војводина, бидејќи Нови Сад е еден од трите европски престолнини на културата за 2022 година и се надевам дека тоа ќе биде добра промоција на нашата историја генерално. Потоа планираме во нашите клубови во некои европски земји, што ќе ги опфати се разбира и Загреб, Љубљана, Берлин, Париз. Во Париз ќе бидеме во контакт сум и во преговори со на Меѓународниот архивски совет, кој седиште има во Париз, па да можеме таму да ја представиме оваа. А низ Македонија ќе има ли шанса да Македонија секако дека ќе патува во Штип, во Велес, Битола, Прилеп, каде што имаме наши оделенија, а во текот на летниот период се надевам дека ќе биде поставена и представена во Охрид, бидејќи тогаш е пофреквентно, ќе има публика и луѓето ќе се запознаат со некои детали, интересни детали, бидејќи навистина има многу како да речам нови моменти во таа изложба. Ние во 84 година добивме и многу материјал од неговата внука Велика Чопова Јурукова, која ни ја достави целата незина архива, приватна архива, а тоа не е само незина, туку на целото семејство. Гоце Делчев биле 9 деца. Сметајте колку е тоа, колку се разгранува и колку луѓе има. И тоа сето се вредни работи, бидејќи се оригинални пишани работи, книжки, книги, кои треба да се чуваат. Непроценлива вредност практично. Апсолутно, кои треба да ги чуваме затоа што реков, ние сме еден од главните темели на нашиот национален идентитет. Емил Крстевски, директор на Државниот архив на Република Северна Македонија. Во каква состојба се наоѓа зградата на Државниот архив? Од и 10 а веројатно ни последниот. Аз се спомнам Државен архив, несоодветна е, има ги влага, може да поплавување и така, обично еднаш на некој период има некакви лоши вести кои доаѓаат. Зградата од надвор е навистина вака представителна, да речам, со интересни столбови. Меѓутоа, пред речиси 3 години, кога бев назначен за директор на Државниот архив, се соочив со многу проблеми, бидејќи таму има зградата не е правена за државен архив да биде, бидејќи не е по никакви европски стандарди. Нема услови за работа, апсолутно. Нема услови бидејќи нема простор за добро заштитено депо, нема простор за лабораторија за зачувување на материјали, заштита на материјали, канцеларии без прозори има, значи без дневна светлина, без воздух, а се работи со стари карти, стари книги и така натаму. Мислам дека тоа ми беше мојот прв предизвик заедно со дигитализацијата на архивските документи и материјали, кои треба да се зачуваат така подобро и да бидат подостапни до јавноста, до студентите, до историчарите, аналитичарите. Што се случува со старата зграда? Старата зграда, колку што ми е познато, таму требаше да биде обвинителството за организиран криминал. Таму не е уште депо некако за вас? 7 години нема никој таму веќе. Јас имам контакти со владата, бидејќи ние сме владина институција, директно под владата. Правам напори да најдеме некоја солуција за соодветен простор, кој ќе ги задоволи барем основните европски стандарди за еден државен архив, бидејќи навистина проблематиката и материјалите со она што се работи си бара и специфични услови. Се надевам дека наскоро ќе се реши тој проблем, се надевам. Може би најдобра солуција е да се вратиме назад, Државниот архив да се врати назад во таа зграда, бидејќи таму има и депо, уште едно депо, тоа првото, старото депо.
која исто така не е во некоја добра кондиција, меѓутоа треба средства и пари и човек треба да се растрча и да... Можда е дојдено време и за правење на една сериозна зграда за државен архив, Апсолутно. бидејќи стандардите за тоа би се било, многу да. специфични, мислам, во светот. Апсолутно, да. Ова Тоа би играње било со најдобро. ова играње со ризиците што може да се случат и така натаму, навистина се би рекол неадекватни за ова се што треба да се случи. Емил Крстевски, директор на Државниот архив на Република Северна Македонија. Благодарам, мислам дека беше важно да одбележиме оваа изложба, бидејќи ќе прошета и низ Македонија, кој не бил да ја види, може да ја види, а сепак се работи за 150 годишни од раѓањето на Гоце Делчев. Ви благодарам. Благодариме на вас.